Вистински да ви го споделам, најновиот апдейт што го имаме моментално и што ќе биде додаден денеска, а тоа е, сега ќе го покажам, Daily Watch List. И исто како и у Morning Brief, сега Daily Watch List ќе добивате еден PDF документ кој што ќе ви ги дава врз база на критериумите за break and retest. Што ги правиме, ќе ви дава A+ сетапи или потенцијални A+ сетапи. И сега ќе ви кажам што. Значи обично ќе пикира некој не повеќе од 5 акции и ќе ви даде оценка што би правил. И после тоа ние на лајво, на лайв трейдинг ќе ги дискутираме истите овие работи, ама сакам да ви дадам нешто што би можело да ви припреме малце унапред. Значи што се случува тука? Пример ќе дава A+ setup Nvidia calls A+ setup ready to trade. И вика сега. Previous day high колку е? Значи имаме овие се критериумите. Previous day high 180, previous day low 176, одма ги ваде левели. Pre-market high 178 скоро, pre-market low 176,5. И што вика тука? No trading zone, choppy зоната е од 176,5 до 180,5. No trades in this range. Тоа значи од previous day low до previous day high, значи од најдолната и од најгорната, ние choppy зоната, нели секогаш сакаме да има break и retest нагоре или надоле. Правивме такви неколку трейди, имавме short на HUT, имавме long на Amazon, што беше fake out, што испадна дека е fake out. Како и да е, само да ви нафрлам неколку работи. Има 6 степ чеклиста има ставено на терминало наш, на вештачката интелигенција, што вика high momentum close outside NTZ confirmed. Значи да има конфирмација дека излава надвор од зоната. После втората работа е ретест на battle зоната. Враќа назад, сакаме да го ретестира левело и кога ќе spring week confirmation, значи кога ќе добие свеќе на волумен дека успешно е ретестирана зоната, на него му светка зелено светло и вика окей, идемо дали. Другите три споредните се SPY QQQ, ако отвараме long да бидат исто у нагорна линија, секторски ETF, што во овој случај на Nvidia е SMH, да покажува исто така добро движење, добра сила, и volume spike on break, значи institutional volume confirmed on breakout. Кога ќе има breakout да видиме дека стварно јако ќе испука и многу често може да видите на чартовите, прво имаме огромна свеќа, затоа што имаме сквиз тука, улават институциите кога се пробие левел, заради тоа што они верувајте истите работи ги следат. Значи трейдери во хедж фондовите истите работи ги следат, сега тука што ви ги сервирам на вас. И сега, од како се овие работи сервирани, од како се чекирани, како зеленки, што вика trade idea. Купете 0 до 2 DTA, значи expiry, 179 calls, кога ќе има spring week на retest. Entry trigger на 2 минути чарт, да има добар close над 172 и над 179, after week 2 178,6. Значи ќе ви ги покажам тие на видео уште еднаш како точно да уловете break and retest у поглед на како изгледа тоа на чарто и на свеки. И после вика entry е 179,1, на 180,5 се крате најголем дел од позицијата, 100 лосо ни е одма под влезо, значи многу малку под влезо. И вика, if price breaks 180,5, I'd open тоа и тоа. If price breaks 178,5, I'd open puts. Така ли? Значи имаме варијанти и за нагоре и за надоле. Hard exit е ако затворе свеќа под 178,8, што ние на нас бил stop loss level. Сега, вие работи, значи сите ќе ги поминуваме на лайв трейдинг и така да постепено секи ви биде многу јасно. Тука важно е да знаете да имате нешто сервирано за да можете да си наместите на watch листа, ако ги се пуштаме на лайв трейдинг, заедно ќе ги повторуваме работите. Има тука пример за Тесла. Успат не се точни податоците, затоа што сега работиме да го врземе API-то да ваде real time дата. Кога ги почнете да ги добивате, ќе ви бидат точни. Што имаме тука? Тесла има 2 од 3 критериуми во пунето. Вика SPY QQQ market alignment го немаме тука. Market not aligned, downgrade to B setup. Гледате како изгледа тоа. Така да, тоа е у кратки црти. PDF ќе имате документ што ќе биде објавен у Daily Watch List тука и тоа ќе го добивате секој ден некаде околу, мислам дека околу 2 сата попладне. Прво ќе добивате Daily Brief, Morning Brief, после тоа ќе ги добивате левелите и на крај ќе ги добивате Daily Watch List.